во работничката борба политика има толку колку што има плата. Се додека нашата е 400 евра, а вашата 4000 евра, има борба работничка. Кога ќе дојдеме и ние на 4000 евра како и вие, може би сите кои сте тука ќе зборувате за политика, а не за плата. Ќе зборувате каде да ги однесете вашите семејства на годишен одмор, ќе зборувате каде да излезете на ручек, наместо да купите 4 хамбургери во месецот. $6.000 само за една година ги се зголемија трошоците на живот, благодарение на лошите политики и нефер трговци, кои што не оставаат пред најголемите празници со празни трпези. Фала им на газдите што пола Македонија се отиде, што се биле непродуктивни. Они се многу продуктивни од Мерцедес и Поршиња и од Вили у Грчка. Нас денес овде не собра политиката. Не собра маката. Не собра неправдата. Не собра сиромаштијата. Не собраа платите што не ни стигаат ни до сети до месецот. Не собраа празните фрижидери и цените во маркетите. Не собра синдикална минимална коштичка што изнесува 65.000 денари кој никој не може да си ја приушти на најниски цени во маркетите. Ги повикуваме на разум како што ги повикувавме цела година. Но нема да им молчиме, нема да ги молиме. Уште са бајле, затоа што сите вие и сите ние ги плаќаме да доаѓаат на работа, да седнат, да предложат како власт и како влада измени и дополнување на законот за минимална плата, согласно кои ќе се зголемат сите плати на работниците. Согласно кој ќе се зголеми минималната плата на 600 евра. И да покажат доблес како нивните колеги од регионот, кои водат грижа наспроти овие кои не водат. Ако и тоа не ве засега, ќе донесеме одлука за генерален штрајк. Ќе дадеме можност на секој еден работник да излезе на улица, да не може да биде избркан од работното место, да не смее никој да му се заканува, да се приклучи како што вечно кажуваат функционерите, како во Грција, како во Белгија и како во Франција. Ќе блокираме се во период од 24 часа и газдите ќе бидат виновни што на оваа влада ќе се случи првиот генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор, затоа што на претходната влада и се случи штрајк во јавниот сектор. Да не обвинувате за политичка наместо за работничка борба. А патем сте политичар. Е срамно. Дојдете на улица со нас и живеете еден месец за 24.397 денари. Или 397 евра. Па кажете каква е борбата. И кажете дали добро се живее. И кажете повторно дека вие сакате, ама нема можности. И доколку не ве трогне и тоа, ќе ви се собереме 10.000 од нас. Ќе собереме потписи. Ќе станеме овластен предлагач на закони. Ќе ви ги скратиме сите привилегии. Ќе ви ја намалиме платата за 80% и ќе си ја зголемиме платата на 600 евра минимална плата и за 6.000 денари останати плати.